Добро вечер, почитувани гледачи. Јас сум Билјана Василева Трендафилова. Вечерва со вас во отвореното студио на телевизија Нова. Акцент ставаме на економијата. Кредитирањето на граѓаните и фирмите во февруари се зголеми за 8,7% споредено со истиот месец лани, покажа најновите податоци што ги објави Народната банка. За приватните компании банките одобриле 5,8% повеќе кредити, додека пак кај населението кредитирањето се зголемило дури 12,8% по отделни видови на кредити, евидентиран е пораст на потрошувачките кредити, кај кредитните картички, стамбените кредити, додека намалување има само кај автомобилските кредити. Вкупната кредитна поддршка заклучно со вториот месец од годинава, како што гледате и на графиконите, изнесува 4,5 милиарди евра. Од нив 487 милиони евра се лоши кредити, кои што се спорни за наплата. Во исто време, регистрирано изголемување на депозитната база за 5,3% на годишно ниво, на 4,9 милиарди евра. Податоците кои што телевизија Нова ги пласира, земени од Народната банка на Македонија за растот на кредитирањето од првите 2 месеца од оваа година, укажуваат за добар старт во однос на деловното работење на банките. Ваквите показатели наговестуваат дека на деловен план банките можат да го повторат успехот од 2015 година, кога нивната вкупна заработка изнесуваше фантастични 75,4 милиони евра. Профит кој е за речиси 50% повисок од 2014 година. Најголем дел од профитот од минатата година завршил на контото на големите банки. Податоците кои што ви ги пласираме покажуваат дека 80% од остварениот профит, односно речиси 60 милиони евра во 2015 заработиле големите банки во земјава. Добра изработувачката на средните банки, 16 милиони евра. Истовремено, минатата година била поволна за малите банки, кои успеале да намалат загубата од 1,5 милиони евра во 2014 на околу 200.000 евра. Колку компаниите имаат пристап до свежи пари и колкава е поддршката од страна на банкарскиот сектор, дебатираме во отвореното студио на телевизија Нова со моите и ваши гости, бизнисмените Горан Рафајловски, Богослав Ангелевски и Јаце Антевски. Ве поканувам да останете на оваа фреквенција и да го следите отвореното студио. Почнуваме за кратко. Секаде. Поврзуваме се што е важно. Овозможуваме комуникација со брзина на светлината. Поврзуваме илјадници домови со иднината. Ја имаме најдобрата мрежа во Македонија. Токму затоа не одбравте за најдобар национален оператор. Повеќе од 20 години ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. Кога треба да се помогне, луѓето во Македонија секогаш имаат отворена врата. Сега е време да помогнете да се создаде веродостоен избирачки список. Отворете ја вратата за тимот на Државната изборна комисија, која е тука само за проверка на податоците. Со малку од вашето време, заеднички градиме избирачки список во кој сите ќе имаме доверба. Вие сте со телевизија Нова, со отвореното студио, во кој вечерва дебатираме за економијата и кредитирањето на банките кон бизнис секторот. Последните податоци на Народната банка покажуваат дека кредитирањето забележува значителен пораст. Сепак, забележително е тоа дека растот е поголем кај кредитирањето на населението, кој изнесува 12% отколку кај бизнис секторот,
кој изнесува 5,8%. Овие бројки ќе ги анализираме вечерва со моите и ваши гости, бизнисмените Горан Рафајловски. Добро вечер и добре дојдовте во телевизија Нова. Добро ве најдов. Господинот Асе Антевски, исто така долгогодишен бизнисмен, познат на јавноста. Добро вечер и за вас. Добре ве најдов. И почитуваниот Богослав Ангелевски, исто така стопанственик, инаку представник и од Сојузот на стопански комори. Претходно и за вас добро вечер. Вие сте членки, представници на Стопанската комора на Македонија. Рафајловски, како ги коментирате овие бројки? Гледаме дека кредитирањето расте, но многу повеќе за населението отколку за бизнисот. Логично е за населението да расте кредитирањето, едноставно во овој момент веројатно населението му требаат свежи пари, значи онда што би требало не само да го пополни буџетот, туку би требало некоја реконструкција да се направи на целото семејно живење или едноставно да се подобри животниот стандард. Кај фирмите сметам дека банките историски ја пропуштија шансата да застанат зад компаниите. Мислам, таа историска шанса има пред 4 години, после едноставно надминувањето на првиот бран на онаа светска криза 2008 година што се случи, кога сите сектори одеа во минус, почна полека да се подигнува и негде кад 2012 година се дојде на некоја можност за развој и тогаш банките дефинитивно ја пропушти историската шанса да застанат сериозно за стопанството, да стана исклучиво позади собствените интереси, да прават профит, но тој профит, верувајте ми, на долга база и долга основа ниту ќе биде голем, ниту ќе биде значаен, заради тоа што не успеа сами себе да се надминат и да работат на проекти. Значи има повеќе фактори зашто е тоа така. Значи има дел кривица и во Народната банка, а кривицата во Народната банка е тоа што им бара огромен број на средства да ангажираат, значи постојано пласманите на кредити им се испитуваат дали се добри или не се добри, значи тоа е еден постојан притисок, познатаму притисокот на заштита на кредитните побарувања или хипотеките, што е можеби еден од најдекадентните и најзастарените критериуми воопшто во модерното банкарство, кај нас за жал се уште тоа важи, тоа е еден од основните критериуми. И банките не тргнаа рака под рака со бизнисот по проекти. Значи, ако тргнаа рака под рака со бизнисот по проекти, ако погледнете што се случи во светот на банкарството, значи во светот и во Америка пропаднаа само хипотекарните банки. Останатите банки не. Да, правеа своји промашаи, да пропаѓаа големи фирми, да испаѓаа од системот, но секогаш траѓаа нови и поголеми и поголеми. Значи, во последниве неколку години можеме да го кажеме еден Твитер, еден Фейсбук, значи како класични последни примери за Apple, не сакам ни да зборувам, Microsoft, тие се веќе доајени во тој дел на инвестирање и банките ја пропуштија шансата кај тогашниот бизнис кој се уште имаше еластичност да внесе пари, да разговараат заедно со бизнисмените да произведат бизнис ангели за нови бизниси, за ново развивање, значи да произведат вложувања во нови компании, во нови проекти кај млади луѓе, едноставно што можеше да се направи, значи не мораше да успее секој проект, али 2 до 3 ако успеа и ако застанеа банките сериозно заедно со се бизнисмените кои што тоа не им е струка, туку едноставно ќе им ги посочеа како сериозен бизнис за развој и за раст, ќе се направеше едно помрднување кое денеска можеби ќе не доведеше во ситуација банките и бизнисмените да разговараат на иста маса, а ние сега се уште разговараме така преку една вода и преку еден дол и се расправаме и они се уште во најголемиот дел од нив, не можам за сите да кажам, значи најголемиот дел од нив исклучително ригидно се однесуваат кога се нивните пари во прашање, значи а исто така уште еднаш ќе повторам, ужасно е за тоа крива Народната банка, значи нека не ми се лути гувернерот Димитар Богов, повеќе пати со него е разговарано на таа тема, кажувано му е ниту една инфраструктурна инвестиција државна не прошла со без 30 години, а вие барате инфраструктурна инвестиција на компанија да изгради хала и да внесе материјали и така натаму да ја затвори за 7 години. Па тие што се малку побистри, 7-та година ќе направа дека ќе вратат 40% од кредитот, па ќе го репрограмираат после 7-та година, кои малку повеќе ја познаваат таа работа, тие што не ја познаваат таа работа ќе се задржат на 7-те години, банката ќе биде ригидна и во огромном пропаѓа.
Антевски, каков е пристапот до свежи пари, до капитал и чувствувате ли како компанија дека ја имате поддршката од банките? Па, ако гледаме ова зголемување на кредитното задолжување, тоа се темели од два аспекта. Дали тоа кредитно задолжување е за инвестиции, односно за нови вложувања, или тоа кредитно задолжување е за враќање на некои стари кредити или за подигање на плата. Замислете сега вие во еден момент господинот Рафаеловски спомна дека банките го испуштија. Јас не би рекол дека банките го испуштија тој момент, меѓутоа јас друго би рекол. Дека нашите компании во принцип повеќе внимаваат како ќе го вратат кредитот, отколку да превземат кредит. Не е така во другите земји. Јас се слагам потполно со хипотекарните банки, односно банките кои повлекуваат хипотеки. Брзо доаѓаме ние до свежи пари од банките ако имаме добар проект, односно студија за изводливост. Ако таа покаже дека може да се излече, тоа е во ред. Меѓутоа ние имаме шанса исто за кредитирање, добра шанса имавме овие 5 години затоа што дивидендата, делот од дивидендата се вложуваше за развој. Кој можеше да го искористи во ред, кој не можеше да го искористи, кој не сакаше да го искористи или кој немаше прилив, не можеше да инвестира. Јас би бил среќен ако овие 5,8% новите задолжувања што се, односно позголемување на задолжувањето е исклучиво за нови инвестиции. Само така може да излеземе ние на овој надвор, односно да бидеме конкурентни во окружувањето и подалеку. Ако го посматраме хипотекарното задолжување, јас потполно се слагам дека банките не треба да трчаат под хипотеки. Не треба, воопшто не треба, затоа што еве јас би го прашал секој банкар, што ако фирмата почне да тоне, што ако фирмата не може да обстане, односно не финансиски моќна, тогаш не вреди ни хипотеката. Ако таа била добра, хипотеката ќе се наплати, односно банката ќе има редовно прилив. Меѓутоа, ако води по хипотеки, шучи се на банката фирмите, доваѓа кај нас, го зима објектот, затоа што хипотекарен доверител е. Или па го продава на друг. Меѓутоа, тука банката многу губи. Губи проен партнер кој треба да разговара со него, да седне, да му даде свежи пари за да може да инвестира понатаму. Ние во нашиот дел, како стопанственици, го искористивме тој момент. Не знам, вие сигурно се запознаете дека ние првиот и вториот кредит од Европска инвестициона банка со македонската поддршка со македонската банка за поддршка на вашата компанија. Првиот кредит и вториот го земавме ние. Првиот го зема Раде Кончар ТЕП, а вториот го зема Раде Кончар Сервис. Што значи може да се пофалиме дека први сме биле кои сме го скршиле мразот. Тие беа 40 милиона евра, не можеа да се распоредат година дена, немаа проекти банките за да може да ги изфинансираат. Меѓутоа сега во последно време се слагам потполно дека тоа веќе дојде како навика за инвестирање. Која фирма денеска може да се развие ако нема кредит? Никаде во светот. Земете го само шведскиот пример. Таму имате пристап на кредити, меѓутоа тие кредити толку се обезбедени да не можете вие да бегате од неплаќање на кредитите. Никој пат не може поштен стопанственик да повлече кредит, да го потроши кредитот и да не го врати. Приватниот сектор не разбира такво нешто. Мора да вложи таму кај што е потребно, односно да инвестира таму кај што треба да инвестира. Ангеловски, каде е клучот за поголема и поуспешна соработка на приватните компании со банкарскиот сектор? Дали можеби компаниите не нудат доволно квалитетни проекти? Прво, сакам да нагласам дека оваа тема е извонредно интересна и извонредно значајна. Од повеќе аспекти. Прво, ако сакаме цврста и јака македонска економија, треба банкарскиот систем комплет да застани зад стопанството. Во конкретниот случај, тоа не е така. Само во известна мерка
банките стојат наводно зад одредени проекти кон приватните компании, а тука се поставува едно многу деликатно прашање. Кои се тие квалитетни проекти и кој треба да ги оценува колку се тие квалитетни? Банкарите не се до тој степен толку стручни за да оценат одреден проект дали е квалитетен или е недоволно квалитетен. Зошто? Тие проекти базираат на стручност во односната проблематика. Во приватниот сектор, ако сакате да земите најразвиената економија во Европа, Сојузна република Германија, која што најбезболно го преброди финансискиот ризик, фирмите кои што се семејни, фамилиарни, тие и најлесно го пребродија финансискиот удар. Меѓутоа, тие се толку сериозни, тие се толку со детални анализи му пристапуваат кон анализирањето дали проектот кој што или инвестицијата со која што треба да влезат е квалитетен, да воопшто не треба да се поставува под сомнеш дали фирмата влегува во одреден ризик, кога во прашање е целокупната фамилија. И уште нешто што е многу позначајно. Нашите банки во Република Македонија многу е важно тоа да се истакне, практично воопшто не сакаат да влезат, ама баш во никаков ризик. Ние од стопанството сме принудени да гарантираме хипотекарно со целокупниот собствен и личен имот и имотот од компанијата и личниот имот што го имаме, додека од нивна страна практично они го сведуваат на така наречениот нивни израз или стил, дека ние сме конзервативни и ние оценуваме дека вашиот проект, вашата замисла за инвестирање е недоволно квалитетна и недоволно ќе го издржи товарот за да ние ви овозможиме такви средства, што во праксата не е така. Значи, банките треба да прифатат поголем ризик, за да, ако сакаат, не смеат да бидат задоволни со оваа година. Оваа година се квалитетни резултатите кај банките. Меѓутоа, на подолгорочен период, прашање е што ќе се случува. Мора да одат паралелно со економијата. Така, според податоците на Централната банка, забележително е голема добивка на банките за минатата година. Тие заработиле 75,4 милиони евра, што е за 50% повеќе ако споредуваме со претходната година. Од една страна високи профити, од друга страна воздржаност за засилено кредитирање. Не сакаат да ризикуваат, предпазливи се. Каде е проблемот, во фирмите или во банките? Видите, вистината е секогаш на средина, со тоа што јас ви кажав дека банките ја пропуштија шансата. Мислам, стварно, ја пропуштија шансата. Вистина е дека голем дел од фирмите не знаат да пристапат на банките и не знаат да подигнат пари. Значи, ако Раде Кончар земал прв од тие кредити од 40 милиона, ние од Светска банка земавме 2008 година, кога прв пат излегува. Значи, парите, значи како компанија ни треба и во први 10 бевме што го подигнавме тој кредит. Значи, ако е не е прашањето во тоа да тие што знаат, јас пак ќе дигнам кредит. Јас немам проблем со тоа. Значи, проблем е што самите компании
ајде ако се на ниво на соговорниците, тогаш е лесно, ќе ме ангажираат мене или ќе ангажираат некој друг стручен, ќе им подготви се што треба, ќе го спакуваме поклонот за банките и банките бидејќи имаат верба во тоа што се работи, јас сигурно не би подпишал нешто што не е така, значи ако не видам вистински изгледи за враќање на кредитот или прв сум јас што ќе му алармирам дека ова до овој степен вака не може да се врати, нити пак може да помине. Значи тука е грешката кај компаниите што не ангажираат можеби доволно стручни луѓе во даден период за изработка за да бидат поблиски до банките. Значи банкарите имаат еден систем на размислување, стопанственикот има друг систем на размислување, ние во средина знаеме да го решиме проблемот. Ама не е проблемот во големите компании, ќе ги дигнат кредити, ќе се буткаат на рака малку повеќе или подобро, ќе го кренат кредитот. Значи имаат како да го кренат. Има хипотека, има имот, има создадени услови и така натаму. Што правиме со оние што немаат ништо? Јас сум бил во таква ситуација. Кога ја формиравме компанијата, јас сум бил во ситуација кога го купувавме првиот дуќан во Буњаковец, значи ние немавме како компанија ништо. Па тоа беше хипотека на собствените станови, па тоа беше хипотека на се и се што, па каматата беше 27% на годишно ниво и уште беше флексибилна, можеше да оди до 35% и така натаму. Значи, банките заборавија дека Република Македонија застана позади нив, застанат на ноги, во буквална смисла на зборот, на грб на стопанството и голем дел од стопанствениците и пропаднаа заради тоа што Република Македонија застана позади банките. Да, тие живеат од профит, треба да функционираат на ниво непрофит. Јас ги разбирам во целост. Се повеќе имаат акционери од странство. Значи, ниту една банка овдека не е чисто македонска банка. Да не се лажеме со тој дел. Значи, има своји притисоци. Ама вистинскиот менеджмент и вистинскиот начин на размислување тргнува малку од едно поинакво равниште. Затоа повеќе пати ја спомнувам Народната банка. Мора да се изнајде начин. Независно на европски стандарди, независно на европски директиви и така натаму. Ние сме земја во развој и тоа земја неразвиена. Да не се лажеме. Значи, ние сме земја неразвиена. Повеќе пати спомнувам дека нас ни требаше Маршалов план 90-та година. Ние сега го работиме, 2016-та. Градиме автопатишта, градиме железници и така натаму. 2016-та луѓе, 2015-та, нас 190-та ни требаше. Ние заборавивме еден период од 25 години. Тоа е страшен период. Значи, пропуштен период кој не можете да го надокнадите туку така. Бидејќи го пропуштивме периодот, дај да видиме сега, кога веќе функционираме и работиме на одредено поле, значи ќе постигнеме и ќе се достигнат одредени резултати, сега нам ни е потребно сериозно, за да настапиме на странски пазари, ни е потребно сериозна помош, значи помош не само од средства и проекти, ама и од долгорочно кредитирање. Знаете ли што значи кога ќе ве наваса во исти период ќе ве наваса 2 до 3 кредита и кога ќе ви дојде, да речеме, на компанија од среден капацитет во Република Македонија, кој ќе ви дојде да исплаќа 30-35.000 евра месечен ануитет. И сега банката гледа дека компанијата е на граница на дишење. Значи, гледа дека е на граница на дишење. Нема банкар што ќе дојде и ќе ви каже, дајте го репрограмираме, горе не тргни 40%, ќе го смалиме на 25%, со 25 дишиш, имаш пари за репроматеријал и така натаму, кој ќе дојде последна рата, и имаме проблем со Народна банка, бидејќи не дава долгорочни кредити над 8 години, до 10 години е 20. Значи, тоа е небидница. Бие да изградите фабрика ако немате кредит од 15 години, да изградите хотел ако немате кредит од 15-20 години. Тоа е илузија. Значи, треба парите во джепот да ги имате. Кредит не ви треба, банка го земате кредитот туку така, колку да се каже дека не сте ги извадили сите пари од джеп. Значи, не е возможно да направите доколку немате сериозно долгорочно кредитирање. Значи, и тоа е главната болка. Ние кога би имале за хала и за машини 7 до 10 години. Па фабрика ќе ви дае, има одредени машини индустријски која самата фабрика на 10 години ги дава. Значи 5 години за побрзи обрти и така натаму, за оние тешка индустрија, по 10 години самата фабрика ви дава да ги исплаќате на рати и така натаму, а банката ви дава кредит од 7 години. Тоа е трагедија. И ве вели имате грейс период од 6 месеци до 1 година. Нормално исплаќате камата за тој период. Ништо не сте туку така ослободени. Рафајловски вели нема раст,
без засилена поддршка од банките, но од друга страна, податоците покажуваат дека растат депозитите на бизнис секторот во банките. Дали тоа значи дека слободните парични средства што ги имаат компаниите се чуваат во банка, се штедат наместо да се инвестираат? Колку се реални овие податоци од страна на вас како бизнисмени? Еве, јас би одговорил на тоа. Сигурно, штом ги имате тие податоци, сигурно дека се точни. Меѓутоа има причина и последица. Зошто е тоа така? Која е причината? Да, сега ќе одговорим. Меѓутоа, претходно, само да се надоврзам на дискусијата на Рафаиловски, еден многу важен и суптилен момент. Значи, при оценувањето дали некоја фирма треба да добие кредит, се врши економска анализа. Во економската анализа преовладуваат бројки. И како што рече господинот, ќе ги спакуваме тие бројки и они ги спакуваат и ги гледаат и ги анализираат. Тука се неколку категории. Приход, профит, трошоци и така натаму и така натаму. И ние тоа го знаеме. Меѓутоа има еден многу важен, исклучително важен момент, критериум, кој што банките не се во состојба да го согледаат. Кој е тој? А тоа е, што мислите, кој е тој? Човечкиот ресурс. Во односната компанија. Јас во мојата компанија, јас зборам за мојата компанија, ние имаме такви човечки ресурси во кои што може би за неколку години ние можеме да бидеме подобри експерти во многу делови од самата банка каде што вршат процена. Прибидејќи ние користиме кредит практично од самото постоење, од почеток мене ми било стран да кажам дека користам кредит. Меѓутоа, во контактите со западноевропските земји, во контактите со Јапонија, во контактите со далечниот исток, каде што гледам дека нема развиена компанија, почнувајќи од Toyota, Mercedes, Siemens, што не користи кредит, се охрабрив и реков, неминовно е да се користи кредит. Покрај проектот, банките не знаат да го согледаат моментот кој го води проектот и која е силината на човечкиот ресурс кој што ќе го изведи до крај проектот. Банките за тоа немаат развиено ниту осет, ниту чувство, ниту искуство. А од друга страна, ќе употребам еден народски речник, се малку самобендисани, ценејќи дека го имаат најважниот фактор, а тоа се средствата, парите, и дека со тоа ја завршиле целокупната работа. На краткорочен период, тоа ќе им даде резултати. На долгорочен период, како што рекоа моите колеги соговорници, ако не го прифатат предизвикот да влезат во ризикот заедно со компаниите, да учествуваат, а при тоа многу детално да се запознаат со човечките ресурси со кои што располагаат односните компоненти кои што се заинтересирани за земање на кредит, тие не ќе можат да напредуваат. Антевски, успеавме ли низ годиниве, успеа ли приватниот сектор да создаде партнерски однос со банките или се уште станува збор за некаков клиентелистички однос? Апсолутно банките постапуваат партнерски. Ние немаме проблем за кредит, реков дека апсолутно немаме проблем. Прво и основно е банките сакаат тие средства да ги пласираат. Дел од средствата, кажеме дека отидоа во
обврзници, односно во државата. Државата преку полнење на буџетот ги повлече дел од средствата од банките и банките сега внимаваат. Банките имаат сега тотално партнерски однос. Порано, јас ќе зборам од нашата компанија, ние сме оделе во банка, сме молеле, сме клечеле таму, сега доваѓа некако сосема друг однос, се јавува банката, не прати, ама не прати во секунда, затоа што ги имаат сите податоци они наши, не прати и ни овозможува на некој начин да слободно дишиме. Ние имаме неколку договори со банките, јас и преска напомнам, и пред малку напомнам, и сега ќе напомнам, дека банките се спремни да дадат кредит. Апсолутно, и они мора да ги пласираат средствата, не може ќе им пратат тие средства. А ние мора да ги превземеме тие средства, али мора да направиме некоја квалитетна анализа, односно економска анализа за состојбата на пазарот. Секоја банка ќе те подкрепи ако и направиш една стокмена убава анализа и она ќе ја погледне и нормално ќе ја финансира. Јас и пред малку реков дека ние сме многу во лоша ситуација кога не страв ради политичката ситуација моментална што е, не страв да земеме предизвик ако сме и финансирале за овие 5 години 4 милиона евра во нашата компанија. Тоа е голема пара за нашите, зашто ние сме мали компании, не сме големи компании. Но земете сега само разликата од еден почетник кој вели од нула почнувам, а ние па почнуваме од минус, затоа што земаме фирма која веќе во стечај, мора да платиме, а таа фирма ги изгубила не само технологијата што изгубила или развојот незин, таа воопшто не постои, туку ги изгубили и клиентите, нема пазар. Ние сме многу мал пазар. Не само што сме мала држава, многу мал пазар сме. И сега замислете вие, ако ние за 6 години инвестираме 4 милиона евра, нашите машини веќе се стари. Мора да ги обновите. Во светот веќе 6 години машина, ама една машина е 680.000 евра, замислете вие сега еден фибер ласер е 680.000 евра, вие мора да за 6 години или да се отплати тој, па да земете друг, кој е сега 850.000 евра, да го земете за да можете да бидете конкурентни на пазарот. Денеска во Македонија и во нашето обкружување, исклучиво морате да инвестирате, исклучиво морате да одите со ниски цени, а ниски цени може да постигнете само со современи машини. Но кога ќе земете сега враќањето на кредитот на машината, поново вие доаѓате во ситуација да ве страв утре дали ќе го вратите кредитот или не. Уште нешто поменувам, дека имаме партнерски односи со банките, прекрасни односи имаме со банките, но тоа е сигурно моја предпоставка дека сме солвентни, секој пат ги враќаме кредитите и секој пат тие кредити ни доаѓаат како еден развој кој не смееме да го запреме. Стално јас дискутирам дека ако вие бициклото не го вртите, вие ќе паднете. Затоа ние бараме нови машини, нови уреди, нови направи, за да бидеме конкурентни на пазарот. Јас се извинувам малку, да не ме свати колегата дека го негирам. Ние нормално со банките со кои што се работуваме имаме партнерски односи, меѓутоа тие не се на такво ниво какви што треба да бидат. Значи, моето мислење се разликува затоа што ценам дека за да имаме партнерски односи уште во почетокот, во стартот, кој го правиме меѓусебниот договор за кредитирање, договорот за кредитирање е направен толку нерамноправен, што подпишуваме договор во кој што ние сме принудени да прифаќаме дека во текот на време траењето на отплаќањето на кредитот, дека ги прифаќаме актите на банката и дека ги прифаќаме промената на каматните стапки во текот на извршување. Извинете, во што се гледа тука партнерството? Тука основниот закон за облигациони односи не е испочитуван.
во еден облигационен однос, ако влезите вие, пошто се работи за договор при кој што купувате недвижен имот, Законот за облигациони односи, член 443 вели за истиот е потребно вие да подпишете нотарски акт и при подпишувањето на нотарскиот акт вие да оцените дали во договорот што е склучен вие како клиент и банката сте рамноправни и дали условите се достојни и пристојни за двете страни. Тврдам одговорно дека во договорот, во договорите што ги подпишуваме со банките, нашите договори се непринципиелни и некоректни. Во живо во отвореното студио на телевизија Нова имаме ставови од бизнисмени од Тетово, но и Скопје. Ки ги побараме Ирена Јакимовска и Касам Зендели од Стопанската комора на Северозападна Македонија. Јакимовска, добро вечер. Вие можевте да ја следите малку и отворената дискусија во студиото на телевизија Нова. Овде вечерва дебатирам со бизнисмените токму за пристапот до свежи пари. Каква е соработката со банките? Долго време сте во бизнисот и имате текстилна компанија. Нудат ли компаниите доволно иновативни проекти? Добро вечер. Првин тука Ирена Јакимовска од Прилеп. Во моментов сум од Скопје и сум член на Стопанска комора на Република Македонија. Во однос на темата, децидно ја слушав претходната ваша дискусија, можам само едно да кажам, дека Конфиангел како компанија не би било ова шо е денеска без поддршка и соработка на банките. Во однос на партнерските односи кои што ги има воспоставено Конфиангел конкретно спрема банките, тоа е репер на дополнување и на доградба на тие односи. Меѓутоа, без тие пари кои што банките како партнери се вклучиле во сиот проекти, верувале во нашата проценка на ризик, на реализирањето на сите проекти, ние не би биле овде каде што сме. Денеска Конфиангел е една реномирана компанија во Европа, која што 100% од своето производство го извезува во Европа и надвор од Европа. Има некаде над 1200 вработени, а банките беа токму оние кои што веруваа во тој проект и ја сапортираа компанијата. Гледајќи од овој аспект денеска, може би имале некои подобри услови во однос на преговарањето, но меѓутоа едно мора да знаеме, нивниот производ е парите. Кога ги пласирате своите производи, секој што имате некоја проценка на ризик. Извинете, мојата боја гласа е ваков затоа што екстремно е ладно вечерва. Меѓутоа, ја респектирам нивната проценка на ризик и мора да ја разбериме. Нивниот пласман се пари. Кога се парите во прашање, секогаш мора да си има некој степен на проценка на ризик. Она што мене ме иритира на некој начин во однос на банкарскиот систем во Македонија, и тоа се обреќам до сите банки, покрај тоа што им сум захвална, несебично захвална на Комерцијална, Тутунска, Стопанска, Шпаркасе банка, кој што несебично застанаа над идејата и ја реализиравме идејата на Конфиангел и денеска сме овде каде што сме и денеска е многу полесно поради тоа што им покажавне, им го потврдивне она што верувавне. Она што мене малце ме иритира е тоа што во проценката на ризик, нивниот ризик мора да биде максимално заштитен. Го имаме и бизнисменот Зендели, да го слушнеме. Моментот. Да го слушнеме и Зендели. Јакимовска, бидете тука во живо и со вас ќе продолжиме. Зендели, дел од бизнис секторот се пожали на недоволно партнерски однос со банките. Има ли доволно свежи пари за стопанството? Па видите, банките кај нас се уште водат бизнис на тој класичен банкарски систем, значи давање кредити на класичен начин од банкарството. Понудата од страна на банките последниве години е зголемена, но тоа не е доволно, пошто ако зборуваме за
Значи, партнерски однос меѓу фирмите и банките треба да се вземат во предвид и обврските во договорот за кредит меѓу банките и бизнисмените. Во сегашниве кредити, значи кога подпишуваш договор за кредит со некој од банките, 99% од товарот е на наша страна, значи на бизнисот, а банките воопшто како да не сносат товар. Што сакам да кажам со ова? Значи, ние, бизнисмените, се соочуваме со разни проблеми или разни текови на бизнисот во тоа време кога што трае кредитот, каде што банката сама себе си се штити со тој договор и од своја страна ги бара сите обврски што си ги превземал и што си ги подпишал, треба да ги завршиш. Значи, целиот товар е на наша страна, а нашите банки треба да смислат или треба да се насочат и кон нови финансиски инструменти, каде што товарот малце ќе се подели меѓу нас и банките. Например, и во случај на инвестиција во фирмите или некој стартап фирма што сака да инвестира, некоја идеја, некој млад човек, студент или жена бизнисмен или било кој, таа нема толку можности да ги поддржи сите тие регулативи во договорите со банките, но банката треба да превземе малце ризик кога даваат кредити. Значи, на некаков начин и банката да биде као бизнис партнер во таа инвестиција. Слушнавме, вие сте задоволни од бизнис соработката со банките и рековте успехот на вашата компанија се должи токму на таа поддршка која сте имале од банкарскиот сектор. Дали во моментов дел од приватниот сектор, дел од компаниите зема кредити за нови инвестиции или само за опстанок? Ние банките ги третираме онака како што ги третираме нашите добавувачи за репроматеријали. Значи, банките за нас се добавувачи на средства кои што се викаат пари, преку кои што обезбедуваме она што ни е неопходно за да направиме додатна вредност на производот. Нажалост, во Македонија во овој момент немаме правилна пазарна економија на берза на парите. Се до тогаш додека не се појават прави фондови кои што ќе ги поддржат вистинските идеи, компаниите, поготово оние стартап кои што мојот колега пред малку зборуваше, банките во овој момент ќе ја држат оваа позиција која што имаат. И тие имаат одредени процедури и стандарди на кои што мора да се поддржуваат, одредени степени на ризици, мора да ја гледаме и нивната страна на приказката. И тие доколку за да пласираат производ кој што го пласираат, мора да донираат одредени гаранции и средства во Народна банка. Значи, сепак не е така се едноставно. Нажалост, она што најмалку, видите, во бизнисот најлесно е да најдеш пари. Најтешко е да ја реализираш идејата и да го трансферираш, да направиш производ истиот да го пласираш. Нажалост, во земја како Македонија, каде што премалце има фондови, премалце има средства, слободни средства кои што ги сапортираат овие идеи, е претешко да можеме да ги поддржиме идеите и мора да се прилагодиме на условите такви какви што се. Она што ја можам да го кажам вечерва и се обреќам до Македонска банка за поддршка и развој, дека треба малце повеќе да се фокусира на приватниот сектор. Македонската банка за поддршка и развој има потенцијали да го поддржи приватниот сектор, поготово не зборувам за големите предпријатија, зборувам за малите предпријатија кои имаат одредени идеи и можности за да ги пласираме надвор од нашата држава, се со цел да се донеси поголем прилив. Сметам дека тука е фокусот. Дефинитивно преструктурирање на Македонската банка за поддршка и развој, се со цел за да биде истата следена од страна на другите комерцијални банки. Зендели, слушнавме од Јакимовска, поддршка очекуваат малите фирми, микро, но и големите компании од Македонската банка за поддршка на развојот, односно од оние кредитни линии кои што ги имавме од Европската инвестициона банка. Вие ги споменавте стартап бизнисите, токму тие на располагање ги имаат парите од фондот за иновации. Дали е доволна оваа поддршка?
Видите, јас се слагам со идејата на мојата колешка дека Македонската банка за развој треба да биде полиберална во смисол на давање на кредити, посебно на новите фирми, на стартап фирми, на лица со идеи, со иновативни идеи. Исто така, ние како бизнес заедница мислиме дека Македонска банка за развој треба да се докапитализира и треба да биде еден играч во банкарството во Македонија покрај комерцијалните банки што ги имаме. Ние мислиме дека идеи има. Имаме илјадници млади кои секоја година завршуваат, дипломираат, завршуваат факултет. Они имаат идеи, но кај нив постои една конзервативност во смисол на инвестиции, една трема, пошто гледат во севкупниот амбиент, почнувајќи од политичкиот, економскиот и така натаму. Еве као пример земам тука, пошто доаѓам од Тетово сум, малите бизнисмени тука се жалат на циклусите на потрошувачката тука во нашиот град. Они викаат дека, например, само зимскиот и летниот период, кога идат гастарбајтерите или мигрантите, нашите мигранти што се надвор, кои што носат голема количина на ремитанци тука и нивните, они очекуваат само тој период од 2 месеци да профитираат или да прават профит од парите што идат од емиграцијата, нели? Проблемот е што кај нас заради преголемото незапосленост потрошувачката моќ е намалена, значи луѓето или вработените со минимална плата едва и може да излезат на крај на месецот, така што треба поддршка и од приватниот, и од државниот сектор, и од универзитетите, од научните центри, да соработуваме едни со други за тие идеи што ги имаме, да ги ствариме во реалност, да создадеме нови работни места и луѓето и вработените во Македонија, тие 200.000 од јавниот и 600 или 800.000 од приватниот сектор, заедно за еден голем број, да имат повише примања. Кога оние ќе имат повише примања, ние ќе имаме повеќе продажба. Илјади нови работни места се креирани токму во изминатите 10 години. Зендели, Јакимовска, ви благодарам што бевте дел од отвореното студио на телевизија Нова. Ги слушнавме вашите ставови. Се надевам во некоја наредна прилика ќе ве видиме и тука во дебатната емисија на телевизија Нова. Почитувани гледачи, останете со нас, за кратко продолжуваме со дискусијата со моите вечерашни гости. Кога треба да се помогне, луѓето во Македонија секогаш имаат отворена врата. Сега е време да помогнете да се создаде веродостоен избирачки список. Отворете ја вратата за тимот на Државната изборна комисија, која е тука само за проверка на податоците. Со малку од вашето време, заеднички градиме избирачки список во кој сите ќе имаме доверба. Да, вие го следите отвореното студио на телевизија Нова. Вечерва во фокусот е економијата и кредитирањето на банките кон стопанството. Во живо од Скопје и Тетово ги слушнавме ставовите на Зендели и Јакимовска. Вечерва во студиото имам и тројца бизнисмени. Рафаеловски, велат дека засилена поддршка им е неопходна на бизнис заедницата. Дали може би засилено ќе се кредитираше доколку не постоеше оваа неизвестност околу политичката и мигрантската криза? Дали може би тука ризикот се зголемува кај банките, воздржаноста од засилен пласман на свежи пари во стопанството?
Мигрантската криза за нас е нешто што така проаѓа низ нас. Ние ниту имаме сила да ја задржиме, ниту имаме сила да ја креираме, ниту ние ја креиравме, ниту ја почнавме арапската пролет пред 10 години, кога почна практично кризата, така да Македонија може да настрада од нејзе, не мора да настрада од нејзе, не верувам дека банките воопшто ја гледаат како ризик фактор. Политичката криза во Република Македонија е воглавном во главите на луѓето. Значи, бизнис секторот дефинитивно секогаш зависи од власта и политичката криза не би требало да го интересира. Проблем на бизнис секторот во Република Македонија е што владата или државата во последниве 7 до 10 години можам да кажам дека е најголем работодавач. Тоа е проблем. Тоа значи дека ако вас, тој што најмалку знае стопанство, ви креира најголем дел на стопанство, тогаш имате сериозен проблем. Зошто тогаш фирмите не вработуваат повеќе? Зошто не се креираат повеќе работни места во приватниот сектор? Не можете вие приватниот сектор да го терате да креира. Значи не можете да го терате да креира. Или знае или не знае. Јас не знам колку пати сум кажал дека секој треба да си ја водиме својата работа и да си го гледаме својот атар. Значи, атарот на државата е да направи автопатишта, да направи стабилен енергетски состав, да направи железница, да создаде железница и да не остави да работиме, да ни наплаќа даноци. Значи, тоа е идеална земја и тоа е веројатно утопија. Тоа верувам дека никаде во светот не постои, каде што бизнисот е оставен да работи, му се наплаќаат само даноците. Значи, тоа е сигурно. Зошто е тоа така? Веројатно такви се општествените текови во последниве 30 години воопшто во светот. Тоа не можеме да кажеме дека само кај нас се случи, па ние сега нешто измисливме ново. Значи, во тој дел тука сум сигурен. Али во таа земја утопија најприближена, значи, е најсилната економија, значи Германија. Во таа земја утопија најприближена е шведската држава, данската држава, норвешките, каде што има дури они фондови, сек неки дек ги викаат, значи во зависност од земјата, ако е Норвешка нек, ако е дек Данска, ако е сек вако, каде што вели секој стопанственик што има било каква идеја, без разлика дали има 3 крави во Шведска и решил да направи 150 или 200 крави или млекара во Република Македонија, тие ќе му дадат пари и ќе формира млекара во Република Македонија исклучиво на парите што шведските граѓани ги плаќаат за даноци, а тие ги тргаат во делот, значи ги тргаат во делот на Народната банка и Народната банка тоа контролира и инвестира. Таков пример имавме со шведската млекара која за жал не успеа од X причини, али таа беше од пари исклучиво од фондот на СЕК. Тие имаат илјадници успешни проекти. Овој еден го промашиле, голема работа, земаа што можеа да земат, потпадна под хипотеки, изгубија. Значи не плаќаја над сумата дека изгубиле. Вовдека ќе изгубат, им изгуби Nokia, па ја повторно заради нивните фондови се враќа со пари, значи ќе ја вратат повторно Nokia, ја најавија со модерен смарт телефон, значи она што беше излезена од игра и така натаму. Значи вниманието на државата во бизнисот може да биде во оној дел кога ќе оствари комплетната своја инфраструктура, да создаде капацитет на средства каде што ќе помага сериозно на бизнисот од типот на едукација, од типот на подпомагање, од типот на помагање во освојување на странските пазари. Заради тоа што, луѓе, ние сме овде микросредина со микропазар. И затоа имаме и микробизнеси. Значи, еден пример ќе го затворам тука, значи, одиме во Германија, треба да се инвестира во една компанија и они велат, ние сме мала компанија. Добро, вие сте мала компанија, со колку вработени сте? Па вика мала, баш сме мала компанија, викаме 570 вработени и нашиот обрт е толку и толку милиарди. Знаете каква компанија е тоа во Република Македонија? Огромна. Тајкун. Значи, затоа ви кажувам, или ја нема во моментов од тој капацитет. Значи, нашите стандарди се такви какви што се и нас стварно ни треба слободно време, а политичката криза, јас би оставил на политичарите, ние сме бизнис сектор и
било која замерка од типот на бизнис секторот во политичка криза, треба да се фрли бизнисот, да се земе дали книшка или да се формира партија, да се излезе да се бара глас пред гласачи. А ние нема што Рафаиловски зборуваме. вели дека треба државата да создаде поволна бизнис клима, добра инфраструктура и да ги остави фирмите да водат бизнис. Јас во принцип со тие постулати се согласувам. Тука нема ништо спорно. Меѓутоа, што сакам ја да го надополнам господинот Рафаиловски. Ние се знае колкав е пазарот во Република Македонија. Ние сме изнудено, ние сме принудени нашите компании не да бидат само македонски, него мултинационални во повеќе држави. Ние не треба само да ја анализираме македонската економија. Како составен дел на македонската економија, ние сме принудени да ја анализираме и да се прилагодуваме на условите и амбиентот што се создаваат на ова место. Меѓутоа, глобалната светска економија, тоа за нас, македонските компании, треба да биде императив. Јас од господинот Рафаиловски само една мисла што ја каже многу издржана и на место, која што заслужува поголем временски период да се елаборира, која што представува основа и суштина ако сакаме да имаме здрава македонска економија и здрави македонски фирми. Тоа е периодот и рочноста на давањето на кредитите и за кој временски период фирмите треба да ги вратат истите. Вие не можете, ако на граѓанин кој што купува стан, да му дадете рок на отплата за станот 30 години, државата кој што прави делница на автопатот од Демир Капија до Смоквица му давате цирка 30 години со грейс период, камати и така натаму, многу пониски од овие субвенционирани што цениме дека сега ги користиме. Каматите во Република Македонија, уште еднаш да нагласам, се високи. Значи, семејна фирма, фамилиарна фирма, сите македонски новоформирани фирми, кои што почнуваме да заживуваме, не може ние да правиме хали и машини, при тоа рочноста на враќање да биде 7 години или 10 години. Ве молам, тоа е илузија. Рокот на враќање минимум треба да биде 20, 25 и 30 години. Да, за одредени краткорочни кредити рочноста може и помала да биде, ама тоа се додека за инвестиционите минимум 20 години, 25, 30 години. Ако сакате вие да направите здрава македонска економија како услов, затоа што вие прво покриво треба да го направите, па после да ги сместите, како што рече господинот Антевски, машини кои што се со висока техничко-технолошка конкурентност, кои што ќе обезбедат производи конкурентни на светскиот глобален пазар. Вие со неможноста да инвестирате перманентно, со неможноста месечните рати да бидат, како што го спомна, 30-35 илјади евра на месечно ниво, вас не ви остануваат средства за обрт, за ликвидност. Затоа рочноста треба да биде поголема, инвестирањето перманентно, за да производите кои што ќе се произведуваат во нашава македонска економија бидат техничко-економски и конкурентни на светскиот пазар. Ние не смееме како критериум да го земаме дали ќе се продаат на македонскиот пазар. Не. Како ќе тие се пласираат на светскиот пазар. Нашиот императив конкретно за мојата фирма
Нашиот императив е продажба на наши производи во Сојузна Република Германија или во Европската Унија. Ние продаваме во неколку држави во Европската Унија. Може би скромно за сега, меѓутоа од тие планови, од таа стратегија, ние немаме намера да отстапуваме. Антевски, настрана од банките, колку самите компании се подготвени да вложуваат сами во иновативни проекти внатре во компаниите? Јас го спомнав тоа дека дивидендата во рок од 5 години беше ослободена од данок во колку вие инвестирате во нови производи, односно во развој. Тоа добро го дотера некако тој период и кој беше малку повичен, ги инвестираше тие пари и се виде напредок. Сега колку самите фирми може да финансираат? Многу малку. Ако имаме мали фирми, како што рекоа соговорниците, ние и мали банки. Вие кажете 70 милиона сите банки. Што е 70 милиона? Не е никаков... Кога тие банки имаат по 700 милиона, да речеме, портфолио. Зошто во еден момент не седнеме и да разговараме вака? Ајде да државата не биде таа најголем инвеститор, бидејќи се знае дека државата е и најлош газда, него да ги пренесе парите таму кај што треба да се инвестираат. Едно да сватиме. Ако вие земете и да чекате сега од своји средства да инвестирате, а тоа нигде во светот го нема, апсолутно го нема, јас сум бил во сите земји, никој пат од своји средства не можеш ни да одеш напред, ни па да можеш да купиш нешто кој ќе биде конјунктурно во истиот момент кога вие го купуете. Што е тоа? Ако вие мислите дека ќе соберете пари да направите куќа, се лажете. Никој пат нема да соберете пари да направите куќа. Или па имате многу пари, па ќе направите малку поголема куќа, па ќе се задолжите. Куќа или стан, или машина, или погон се купуваат само со позајмени пари, односно со пари од банката. Јас мислам дека во овој момент, дали сме ние во обкружувањето со најмала каматна стапка, банките ги пласираат средствата, меѓутоа да престане државата да ги зема средствата и да ги инвестира, да ги остави во фирмите. Колку помалку државата завзема, толку фирмите ќе бидат послободни да инвестираат и средствата ќе се вратат петоструко. А во државата едноставно, само ја зголемува потрошувачката, ништо друго. Вториот дел, ако сакаме сега да анализираме, во обкружувањето каматите се тука. Ние не можеме сега да се равњаме со германската и со шведската, со шведското кредитирање. Колегата спомна дека таму фондовите се многу богати. Јас го имам донесено председателот на шведскиот фонд за развој, овдека во Македонија, кај што располагаше со 340 милиона евра. Разговаравме, преговаравме. Молим? Само за Македонија. За Македонија. Само за Македонија. Само за Македонија. Кој ги искористи тие средства? Кај отидоа тие средства? Некој ги зема? Не. Тие средства останаа таму. И сега вие кој ќе дојдете, кој ќе донесете еден таков човек овдека, тој се гледа, а Шведска е прва земја во светот со иновации. Она што рековме ние, нашите совереници што рекоа, колку човекот е школуван, колку човекот е напред оди, тој треба да има и средства за да може својата замисла да реализира. Третиот дел, што многу може е и еден од основните постулати во производството, е сигурноста во компанијата. Пазете, ние сме веќе станати едно островце овдека, кај што е случај, да ви кажам, случај што се случи пред еден месец. Добиваме роба од надвор, запакована во контејнер, со сите сертификати од државата кај што излегува, меѓутоа луѓето, шлемоите, што треба да монтираат машината и работните алишта, си ги ставиле во истиот контејнер. Таа земја, значи, ги прегледала, ги пуштила и на друго, дојдоа кај нас овдека, ние мораме сега да се бориме да не плаќаме казни, да се бориме да објасниме дека тие работнички оддела се со име и презиме на фирмата. 6 монтера треба да монтираат таа машина кај нас сега, тука се. И сега ние мора да одиме да кажуваме, да се правдаме дека извинете, ама тие грешиле од таму, што ставиле 4 оддела. Што се 4 оддела? Сега се 2 дена и 3 дена, нашата машина стоеше таму, затоа што они ставиле 2 или 3 оддела.
Тоа треба да биде малку по-либерално, да биде малку да се знае човекот кој е. Сега слушнав дека е дадена, да речеме, таков еден однос, вели, дека ќе се царини на тркала во фирмата, ако сте во таа категорија. Меѓутоа, еднаш треба да сватиме дека ние сме земја, кај што не сакаат веќе и да работат со нас од надвор. Веќе ви кажам случај еден. Одиме кај пољаците, треба да земеме роба од Полска, вели не можеме со вас да работиме, земете робата преку Бугарија. Зошто ја не можам, вели, да ставам референт да води извоз во Македонија или во Србија. Не сака воопшто да се занимава со тоа. Еве ти вика преку Бугарија ќе му пратам роба утре, сабаре ќе стигне робата, нека дојде кај вас. Сега што се содруваме ние, уште поголем проблем. Колку е поголема администрацијата, толку е поголема и бирократијата. Таа расте, пропорционално расте. Како ние доаѓаме сега? Ако нас ни донесе некој трансформатор, односно ако сакаме трансформатор да поправиме, тој треба да земе да повлече од таму привремен извоз. А за нас е тоа привремен увоз, бидејќи мора да вратиме проектот. Овај трансформаторот или моторот. Тоа по 3-4 дена стои. Веќе таму кај што пазари имаме ние, робата од Црна Гора во Хрватска оди за 8 сата. А од Косово во Албанија за 2 сата оди. Ќе дискутираме малку подоцна во отвореното студио и за соработката со регионалните земји. Споменав на почетокот дека ланската година банкарскиот сектор ја заврши со профит од 75,4 милиони евра, што е за речиси 50% повисок од профитот во 2014 година. Од друга страна, металургијата, погодена од светската криза, телекомите пак се надеваат дека ова им е последен пат на приходите. Фармација со стабилен раст, како и претходните години. Иле Петрески го анализираше корпоративниот сектор, но и има одговор на прашањето на што се должи ваквата слика во економијата, дали бизнис секторот со кредити ја одржува својата рентабилност поради кризата или пак земаат кредити за нови инвестиции. Расте кредитирањето и вкупните депозити. Народната банка објави зголемување на кредитирањето во февруари годинава за 8,7% кај граѓаните и фирмите. Извештајот покажува дека на годишно ниво кредитите пораснале за речиси 24 милиони евра. Во исто време регистриран е раст на штедните влогови од 61 милион евра. Вкупните кредити изнесуваат 5,4 милиарди евра, од кои кон физичките лица се речиси 2 милиарди евра, а кон фирмите 2,5 милиарди евра. Во февруари вкупните депозити изнесуваат 4,9 милиарди евра и се за 62 милиони евра повеќе од јануари. Новиот прилив на депозити главно се должи на средствата што ги депонирале компаниите, и тоа дури 41 милион евра. Податоците покажуваат дека ланската година важи за успешна за банкарскиот сектор. Годината ја завршиле со добивка од нешто над 75 милиони евра, компаративно со 2014 година забележан е зголемен профит за 50%. Бројките покажуваат дека големите банки најмногу заработувале, односно на своето конто добиле дури 80% од профитот, додека пак малите банки ланската година ја завршиле со намалување на загубата од 1,5 милиони евра. Телевизија Нова ја анализира структурата на добивката на банките. Најголемиот дел од приходите на банките доаѓаат од камати. Од оваа ставка, ланската добивка на банките изнесува нешто над 233 милиони евра, што представува зголемување во однос на 2014 година за 10%. Континуирано растат и приходите од провизии на доместоци. По овој основ, лани банките инкасирале близу 70 милиони евра. Во 2016 година банките планираат да го продолжат трендот на кредитирање на корпоративниот сектор од минатата 2015 година. Имено банкарите според анкетата на НБРМ за во првиот квартал од годинава се очекува задржување на динамиката на нето олеснување на кредитните услови и на тамошно нето зголемување на побарувачката на корпоративните кредити. Банките во 2015 година на компаниите им одобриле нешто на 395 милиони евра кредити, што е за 9,5% повеќе од ланската година. Сомнителните побарувања кон банките забележуваат пад и се во вредност од 487 милиони евра, односно околу 10% од вкупните кредити се токму оние кои се водат како проблематични за враќање.
Вие сте со телевизија Нова во отвореното студио. Дебатираме за бизнисот, економијата, но и за кредитната поддршка од банките. Рафајловски, споменавме на почетокот, во Македонија можеби недостасуваат бизнис ангелите. Може ли да очекуваме на поголема поддршка од бизнисот во овој сегмент? Не. Зошто? Не, сериозно не мислам. Тоа е многу развиено во западноевропските земји и функционира како успешен пример. Значи, за да функционира бизнес ангел, значи бизнес ангел не ви доаѓа сам бизнисмен, едноставно вие доаѓате со проектот, па ќе има доволно време да ве прими, па ќе го чита вашиот проект. Значи, еден од најголеми бизнес ангели е Ворен Бафет, а Ворен Бафет вика дека од 100 состанока 190 одбива. Значи, не 100, 190 одбива. Значи, а еден од најголеми бизнес ангели. Значи, ајде да сведеме работата таму. Ворен Бафет разговара со управниот одбор сопствени, разговара со управниот одбор на банката, кој што дел и поседува има процент, и му велат овде има еден сјаен проект, едни деца од гаража го работат, има ваквото, страшен е проектот, еве се вика Snapchat. Се ќе кажете едно програмче Snapchat што е за младите е се. Едноставно слика, праќа, оди, комуницира и така натаму, го фатиле. Дава пари, се развива. Значи, ако не бил некој Ворен Бафет или ако не бил некој друг или така натаму, значи директно немал никогаш да се развие, немал Facebook да постои. Значи, идејата на Цукерберг на 4 до 5 пати е пробувана. Значи, си има ред на нешта, нормално за Facebook има и други, се знае кој од позади, не е тука сега на телевизија да објаснуваме и така натаму кој стои позади такви проекти, зошто стои позади такви проекти. Значи, тој е неважен дел. Но сепак, на крајот мора да се појави некој бизнес ангел, значи не е важно кој се стои, мора да се појави некој лице кое ќе инвестира во проектот, кој ќе застане со сопствено име и презиме и ќе каже. Значи, тоа е една малку посериозна не само структура на гледање на работите и на развивање на бизнесот. Значи, треба да има сериозен банкарски дел, каде што ќе се седне, ќе се разговара и ќе се следи, значи во делот сериозен консалтинг дел и луѓе кои едноставно имаат сериозен вишок на средства, кои не сакаат да го внесат во сопствениот бизнис, значи немаат потреба да ги внесат и наместо да купуваат депозити. Значи да купуваат депозити, тоа е една од најголемите трагедии кога ќе земете парите и ќе ги дадете на друг да ви ги чува. Значи, тоа е страшна работа, тоа е работа на банка, а вие кои ќе ги дадете на банка да чува, значи нешто не е во ред со вас или со бизнисот. Значи, немате како и давате и вложувате. Негде ќе добиете, негде ќе изгубите. Немате можност за 100% добивка. Се знае дека такво нешто не постои. Ама знаете, во 10 проекта, еден ако успее, толку тие растат неверојатно брзо и неверојатно нагоре, вие враќате за уште 100 други промашени и плюс уште вишок некој ќе ви остане во джепот. Што значи, многу сериозна структура треба да се седне и да се разговара. Ја постојано заговарам во Република Македонија, значи постојано заговарам, не ме земаат очигледно за сериозно, се уште, дека бизнес заедницата, ама вистински бизнес заедницата. Вистински. Се седна, се договориме, да кажеме каде ние би требале да одиме и што замислуваме во животот, академската заедница и било која влада, значи сегашнава, идната, неважно, предходната, која не седнува, значи неважно која, да седне и да направиме план за развој на Република Македонија. Значи, кога прочитав дека Данска станала еколошки производ на земјоделски производи и градинарски, ми се слоши. Значи, Данска има услови за производи нула. Нема клима, нема добра земја, нема ништо. Ние имаме се и ништо не правиме од тоа. И за да направиме нешто, значи ни треба среднорочен и сериозно долгоречен план за развој на Република Македонија. Кое што било која влада да дојде, ќе мора да се држи до основните поставки кои се дадени. Само до основните, ништо друго не треба. На бизнисот не треба владата да го држи за рака и да му дава пари. Не треба. Бизнисот ќе се снајде. Бизнисот има поддршка од државата преку низа проекти, програми.
Дали е потребна ваква стратегија за која што зборува Рафајловски, некој заеднички бизнис план кој на долг род ќе донесе големи придобивки за приватниот сектор? Во сите сериозни држави стратегиски планови на среднорочен и долгорочен план се изработуваат. И тоа не е ништо ново, и тоа е нормално. Мора државата преку собствената, конкретно Македонија, преку Македонската академија на науките и уметностите, изработува програма во која што вели во енергетскиот дел треба да се развиваме во наредните 15 години со вакви и вакви извори. Во однос на таа проблематика тоа и тоа и тоа. Така да среднорочните и долгорочните планови за секоја држава се неминовност, неопходност и нешто што е нормално. Антевски, се слушали доволно гласот на бизнис заедницата во земјава? Има ли партнерски однос владата со приватниот сектор, со стопанските комори? Многу малку владата сега има други проблеми и претходно јас зборам за нашата индустрија која или јас сум во електрометалопроизводачката индустрија, а воедно сме и врвни во електропроизводството во Македонија. Тоа е фамилиарна фирма, нормално и нашата. Цела фамилија е внатре. Сега дали не слуша или дали владата, јас мислам дека и владата не знам колку потенцијал има да навлезе во бизнис секторот. Јас мислам дека оваа влада е многу фокусирана на бизнис секторот. Токму за соработката зборуваше и вашата комора, Сојузот на стопански комори, за низа мерки кои ги предлага и кои потоа гледаме дека наидува и има слухи, глас за да ги сослуша бизнисмените, но од друга страна да преземе и конкретни чекори и проекти. Видете, тоа е процес и тоа е нешто што екзистирало претходниве години, дека ние од Сојузот на стопански комори сме предлагале мерки потребни кои што ќе го подобрат бизнис обкружувањето. Вклучително од барањето на банкарски средства, иницијативата за задолжување на Македонија во Европската банка за обнова и развој, од Европската банка преку Македонската банка за поддршка на развојот, беше иницијатива на Сојузот на стопански комори. Ние тогаш гласно и јасно рековне колку што можете да се позајмете се, затоа што во стопанството недостасуваат средства. Во тој временски период, со тие камати кои што државата ги субвенционираше, во тој временски период каматните стапки беа во ред. Сега, после поминати 6-7 години, веќе ситуацијата е изменета. Тие каматни стапки се реално високи. Зошто? За ако вие сакате да излезите, се повторувам уште еднаш, меѓутоа многу значајно, вие ако сакате да бидете конкурентни на глобалната светска економија, не можете со камата од 5,5 да бидете конкурентни. Например, само ќе земам, јас сум представник од металската индустрија. Ние основната сиромина, ако ја купуваме, да речеме, за 1 евро, една единица, со нашиот вложен труд, значи човечки ресурси, машини и така натаму, ако го продаеме за 1,50, 1,70, во исклучителни ситуации пута 2, значи за 2 евра, ние сме постигнале голем резултат. Додека кај банкиве, тоа е Значи, вие реално очекувате да имаме пониски каматни стапки. Да, и имаат и чувство, банките чувствуваат и во тој
Во тој поглед почнуваат да бидат пореални и пофлексибилни, тоа морам да го истакнам, и настојуваат, гледаат дека нашата моќ на компаниите не е толкава силна за да ние тие камати ги издржиме. И уште нешто што сакам посебно да нагласам. Ние многу е за нас интересно странските инвестиции што се присутни во Република Македонија. И тие се како стратегија секоја држава има за цел да привлечи повеќе странски инвестиции во сопствената држава. Ние во контактите со новодојдените дојдовме до еден, јас сакам во овој сегмент да нагласам. Ние дојдовме во еден таков охрабрувачки момент во кој што ги во известна смисла, не комплет, ги скениравме новодојдените странски инвестиции и се охрабривме, да ви кажам искрено. Цениме дека ако тие можат да работат така како што работат сега, а ние, ако сакаме силна и здрава македонска економија, со една квалитетна поддршка од банките, со ревидирање на политиките, почнувајќи ова што го спомнавме вечерва, од Народната банка на Македонија, преку банките до приватните фирми, не само приватните, до сите фирми кои што екзистираме во државава, ние можеме да постигнеме резултат. И уште нешто да нагласам. Нас не радува што банкиве минатата година постигнале резултати. Тоа е добро и за банките, тоа верувам дека ќе биде добро и за нас. Дали поголемите, повисоките профити ќе донесат и повеќе свежи пари за стопанството? Кои се перспективите? Оваа година стопанството нема да има потреба од кредитирање. Мислам дека, поготово не од инвестициско. Тоа сум сигурен дека нема да има потреба од инвестициско. Ќе има потреба од кредитирање, репрограм и кредитирање за свежи парични средства. Обртни, свежи, кратки и толку. Значи, не верувам дека компаниите оваа година ќе влезат во инвестиција, во инвестициони проекти, заради тоа што, знаете, кога 1,5 година ве убедуваат дека сте во криза, на крајот вие помислувате дека сте во криза. Значи, јас уште еднаш ќе кажам, бизнисот и политичката криза не треба да имаат ништо заедничко, но за жал кај нас се уште државата е најголемиот едноставно давател или најголемиот работодавач и тоа е тој проблем што ние треба да го смениме, ама тоа не е за промена за 6 месеци, нити па за година, туку за подолг период. А јас за тирзовите мојот став е многу јасен во тој дел, многу пати сум го кажал, значи тирзовите се добри, ама требаше да се осмислат малку посериозно, ако не се осмислија претходно сериозно, сега треба да седнеме сериозно да ги осмислиме. Значи имаме примери на тирзови во Кина, каде што се, например, направат цели проекти од типот на доктори на науки, значи кинески кои се таму па работат и осознаваат на проектите во Мерцедес каде што работи или каде што произведуваат автомобили, па во индустријата, па цели зони на институти се пренесени таму. Значи не им е дадено туку така едноставно да дојдат и да произведуваат и да добиваат бенефити од државата во која што инвестираат. Ние им дозволивме да дојдат, нас ни требаше веројатно да им дозволиме да дојдат, ама сега мислам дека е време да тие работи ги ставиме на вистинско рамниште и да кажеме да, ќе дојдете во тирзот, ама најмалку ќе треба да работите со Горан и неговата компанија, со Антевски и Раде Кончар, со Ариле Метал и со Ангеловски. Значи, инаку, ако не сакате да работите барем 50% од тоа што го работите, нема да ви бидат исти условите како што ви ги даваме на останатите компании. Тоа е добро. Така е, немаме ние уште многу време, но тука мислам дека треба да сумираме и малку поголема храброст да има и кај
бизнисмените, кај домашните компании, тие да се охрабрат и да го следат примерот на двете македонски компании кои веќе почна бизнис во слободните економски зони. Почитувани, ви благодарам што вечерва бевте дел од отвореното студио на телевизија Нова. За жал немавме представник од банките, но се надевам дека во наредна прилика ќе се охрабрат и заеднички ќе дискутираме за сите отворени прашања. Почитувани гледачи, останете на оваа фреквенција, најновите информации на телевизија Нова се во 22 часот. Гледајте не.